Добра вечер. Гледате свести на Гласни идеи. Ова недела одбележаа 3 речиси неверојатни настани. Прво, невреме во Скопје, поплавени улици и згради, евакуирани луѓе, заглавени возила со сепатници, паднати дрва. Второ, акционерско друштво во сопственост на државата веќе 3 месеци не им исплатува плати на вработените. И трето, на протест против насилство врз жените се случи насилство и беа нападнати протестирачи. Аеродром Кисела вода и центар беа поплавени од 30-минутно невреме на пороен дожд, град и ветер. Нема човечки жртви, но градот беше целосно блокиран неколку часа. Во екот на невремето беа во сериозна опасност луѓето кои се враќаја од работа или во тој момент беа на отворено. За многу кратко време се создадоа езера на повеќе локации и ветрот корнеше дрвја и покриви на објекти. Во последен момент евакуирани беа луѓе и нанесена е материјална штета која допрва треба да се утврди. Неизоставен дел од дневно-политичката понуда беа обвинувањата на релација власт-опозиција на централно ниво и власт-опозиција на локално ниво. За секого виновен е другиот. А не така далеку беше 2016 година кога поплави во околината на Скопје одзедоа 21 живот. Од тогаш централната и локалната власт се сменија неколку пати, но проблемите очигледно останаа. Оттаму се уште е актуелен заклучокот на текстот Поплавите во Скопје и Скопско и нивната превенција. Колумна на градежен инженер на сајтот marh.mk од 10 август 2016 година. На Македонија никогаш не и недостасувале експерти, ниту луѓе кои се способни да планираат и проектираат. Секогаш останува одговорноста на властите кои калкулираат со средства и не ги прифаќаат предупредувањата на експертите. Големите инфраструктурни проекти не смеат да се реализираат половично. Не треба да се случи земјотрес за да градиме сеизмички стабилни објекти, ниту треба да има катастрофална поплава за да разбереме дека треба да ја заштитиме природната средина и да ги обезбедиме канализационите системи. После ваква катастрофа повторно се отварат старите прашања за недоволната функционалност на ова општество и невозможното разбирање зошто немаме ефективен центар за кризи, кој треба да е на готов, со каква опрема располага овој центар, со какви објекти е позициониран, колку луѓе се вработени и како се организирани. Кога сме кај поплавите, АД Водостопанство на Македонија е одговорно за функционирањето, одржувањето и контролата на системите за водоснабдување, за снабдување со вода за пиење, за снабдување на комунални предпријатија, за водоснабдување и за наводнување на земјоделско земјиште. Со други зборови, без вода нема живот, а во своето подрачје на дејствување, подружницата Брегалница Кочани го возможува нормалниот тек на живот. Но, за вработените на подружницата, нормалниот тек на животот е запрен на самиот почеток од летото. Имено, на овие вработени, државата им ги нема исплатено последните 3 плати. Затоа, во вторникот, тие излегоа на мирен предупредувачки протест пред влезот на подружницата. Дополнително се жалат на неекипираност и недостиг на теренски работници, што создава анимозитет на релација централа-подружница. Во Скопје има многу вработени, има 80 лица администрација, кои се нерентабилни, додека ние овде сме само 20 редовно вработени. На терен ни требаат барем 35 вододелители, а ние сега имаме само 20. Понесуваме многу повеќе пари од тоа што трошиме. На платата на водниот надомест кај нас изнесува 90%, што е на завидно ниво. Кога ќе се помисли на работници вработени во државна или јавна администрација, речиси со сигурност се мисли на загарантирана и навремена исплата на платата. Нешто што не е случај за вработените во Водостопанство Брегалница Кочани. За да истражиме како е можно, отидовме на сајтот на АД Водостопанство во државна собственост. Таму не пречека следната вест, односно пофалба за работата на вработените во подружницата. Истите оние кои 3 месеци немаат добиено плата. Вработените во оваа подружница најавуваат протест во Скопје.
Кога сме кај протестите, во средата во Скопје се одржа протест против насилството врз жените. Со пораки за заштита на девојките и жените и со скандирања "Државата е виновна", "Силувањето е кривично дело", "Не значи не", истиот ден се протестираше и во Приштина и во Тирана. Протестите беа свикани откако во јавноста излезе случајот со силувањето на 11-годишното девојче во Приштина од страна на 5 осомничани. Грозоморниот чин во Приштина не беше пречка за ново насилство врз активистот Беки Масани и неговата пријателка во Скопје, на самиот почеток на протестот. Немам зборови или моќ да го опишам хоророт што го доживеав вчера. 3 недели по последниот хомофобичен физички напад, 3 недели откако собрав храброст да излезам од дома, да се борам со болката, стресот, паничните напади, се случи уште еден хомофобичен физички напад среде град Скопје. Не сум безбеден, дури ни на место полно со луѓе. Напаѓачот ми приде и почна да ме навредува, велејки: "Педеру Валкан, што правиш тука? Немаш право да бидеш тука." Потоа ме удри по лицето и телото многу пати. Мојата пријателка се обида да не раздели и да ме заштити, а тој ја нападна удирајќи ја по лицето неколку пати. И двајцата завршивме во болница по нападот. Овој напад е трет напад во само 3 месеци. За МВР истрагата е во тек. Нема приведени, нема претворени, нема осомничени. Тоа беше се во ова издание на Свести. Се гледаме следната недела во истиот термин.